Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Третиот пакет на економски мерки во вредност од 355 милиони евра, подготвен од Економскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, опфаќа 730.000 корисници. Овој пакет ќе трансформира нашата економија и ќе ја направи уште поконкурентна. Со овој пакет ја зголемуваме приватната потрошувачка, стимулираме раст, но и промоција и заштита на домашните производи и услуги. Преку овој пакет ги заштитуваме и работните места на нашите сограѓани и креираме нови работни места. И никој не е заборавен. Овој пакет ги опфаќа сите невработени лица, социјално ранливите категории, младите, домакинствата со ниски примања и медицинските лица. Овој пакет ги опфаќа и сите економски сектори погодени од кризата. Домашните компании, извозните компании, услужната дејност, земјоделството и туризмот. Третиот сет на мерки вклучува платежна картичка од 150 евра за македонски производи и услуги за околу 100.000 граѓани. Кој може да ја добие оваа картичка? Оваа картичка ќе ја добијат сите невработени лица, баратели на работа, кои немаат над 15.000 месечни приходи според Управата за јавни приходи, како и сите приматели на гарантирана минимална помош. Оваа мерка ќе се реализира во месеците јуни и јули, а картичката ќе биде достапна преку комерцијалните банки ширум земјата. Се работи за посебна дебитна картичка, која ќе може да си ја подигнете од банката со која соработувате или од банка по ваш сопствен избор. А со неа, во период од 30 дена, ќе може да се купуваат домашни производи и услуги, но и да се плаќаат тековни сметки. Оваа картичка ќе може да ја добијат и лицата кои имаат блокирани сметки, бидејќи се работи за посебна сметка. Со третиот сет на мерки, со 16 милиони евра, го поддржуваме македонскиот туризам и туристички сектор. Кој може да го користи овој ваучер? Сите вработени граѓани што примаат плата помало од 15.000 денари нето месечно и немаат други приходи според Управата за јавни приходи. Сите овие граѓани ќе добијат ваучер за домашен туризам од 100 евра и платежна картичка од 50 евра. Овој ваучер ќе има посебен код за секој индивидуален корисник, а ќе може да се користи за сите хотели и легално пријавени сместувачки капацитети ширум земјата во текот на летните месеци. Платежната картичка од 50 евра е наменета за купување на домашни производи и услуги. Се грижиме и за младите. Третиот сет на мерки вклучува и поддршка од 9 милиони евра за 100.000 млади, студенти и средношколци. Мерката опфаќа ваучер од најмногу 100 евра за покривање на партиципација во универзитет, како и сместување во студентски, ученички домови и сите регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци. Мерката вклучува и платежна картичка за домашни производи и услуги во вредност од 50 евра. Со 3 милиони евра ги поддржуваме младите да стекнат нови знаења кои ќе им овозможат брзо вработување во новата развојна економија. Оваа мерка ќе опфати од 7.000 до 10.000 млади до 29 години кои ќе посетуваат академии во земјава за дигитални и IT вештини. Третиот пакет вклучува и викенд без ДДВ за сите граѓани. Овој викенд е планиран за крајот на месец август. Во текот на тој викенд, сите граѓани, регистрирани корисници на ЕПДД, ќе може да купуваат поевтини продукти во одредени продажни сектори, како што се продавниците за гардероба, бела техника, мебел, санитарија, школски прибор и книги. Почитувани граѓани, дозволете ми да ве информирам и околу реализацијата на бескаматните кредити од COVID-1 и COVID-2 линијата, како и финансиската поддршка од 14.500 денари по вработен. За бескаматната кредитна линија COVID-1 веќе се исплатени над 3,5 милиони евра, односно 64% од одобрените средства. Започната е реализацијата и на COVID-2 и веќе имаме одобрено 26 фирми со 340.000 евра. За финансиската поддршка од 14.500 денари, досега се обработени вкупно 17.813 барања за 110.325 вработени. А финансиската поддршка досега изнесува 1 милиарда 545 милиони 193.018 денари. Почитувани граѓани, заедно ќе ја пребродиме оваа криза. Економскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз веќе почна да работи на четвртиот сет на мерки, кој е планиран да се представи и реализира од месец септември.
Од оваа криза ќе излеземе и похрабри и посилни. Ви благодарам.